Добре дојде во студио за Питер Шилегов, СДСМ. Добре најдов. Ви благодарам што дојдовте. Го имам пред мене, се разбира. Всушност ова е протокол на договорот од 2 јуни, но е прецизирана структурата идната влада, онаа така наречена организациона, што е протокол или договор, предмет на критики, но и на аплаузи, зависно од тоа кој критикува, односно коментира. Кој како го перцепира, што би рекол председателот Иван. Кој председател? Непостојниот. Добро. Сега прашањето е првото прашање, се разбира. Дали е ова добар договор, протокол, според вас? Дали е максимумот од тоа што можеше заев СДСМ да го добие? И вие седевте на преговарачката маса. Значи, овој договор или овој протокол, како сакате, представува добра шанса за можност на Република Македонија конечно да има и да организира фер, слободни демократски избори. Било кој договор кој што се потпишува било каде во светот и помеѓу било кого, па вклучително и политичките субјекти кои што се потпишани, мора во себе да содржи минимум добра волја за почитување на одредбите. Се надеваме дека под страните кои што се потпишани на овој договор, второјунскиот, и на овој анекс или протокол кој што ја дефинира организацијата на преходната влада, односно владата која што треба да ги спроведе предвремените избори, всушност ќе се навистина ќе биде посветено, ќе работат на реализација на овој договор од една страна, меѓутоа во самиот тој договор и во извештајот и препораките на Приве што се составен дел од второјунскиот договор и од овој протокол, постојат и доволно контролни механизми во кои што може да се констатира дали некоја од страните во цело се придржува кон договорните одредби. Добро, ајде веднаш да одиме контролни механизми, велите. Која е гаранцијата дека ВМРО ќе се придржува кон договорот? Значи, имаме многу лошо искуство. Целата македонска јавност имаме со ВМРО-ДПМН. Со анкетната комисија, така наречената тоалетна хартија подоцна потпишан договор од страна на Илија Зински, така наречена. И имаме апсолутно лошо искуство со ВМРО-ДПМН кога се работи за прашања кои што опфаќаат или засегаат во правото, односно нивната можност за манипулации, во конкретен случај за изборни манипулации. И тука не го гледам потписот на Хан. Они ќе направат веројатно се да одат на ивица, што се вика народски, или да направат благи прекршувања на овој договор. Во тоа немаме сомнеш, меѓутоа гарант на овој договор, знаете и сами дека се еврокомесарот Хан, Европската унија и Соединетите американски држави преку нивниот амбасадор и присуството на заменик државниот секретар господјан Нулан, која што како една претходница дојде пред подпишување на всушност тај поттикнувачот, претпоставам главниот поттикнувач. Не, еден од партиципиентите, значи да се разбереме. Соединетите американски држави цело време се застапени со присуство на амбасадорот Бели. Господјан Нулан не може да ви донесе или да ви соопшти нешто повеќе од тоа што веќе е соопштено од страна на... Добро, како странците ќе мониторираат, велите Хан, претпоставувам и американскиот амбасадор? После извештајот на Приве, и согласно одредбите од второјунскиот договор, каде што се предвидени обврски на Република Македонија за подобрување на во областите опфатени со главите 23 и 24, значи Република Македонија веќе се наоѓа под засилен надзор на Европската комисија, меѓутоа и во тој извештај, согласно тој договор, и во извештајот на Приве и за имплементација на препораките, веќе се формирани работни групи, кои што работни групи ќе работат на одредбите кои што се однесуваат во извештајот на Приве и се опфатени со второјунскиот договор. Говорите за партиите. Но прашањето е како ќе биде надгледувана работата на тие експертски или работни групи кои ги нарекувате? Како Европската унија или Европската комисија, Приве, би ги надгледали потребна
не се разбира, не армија, можеби 20 30 луѓе кои би дошли од комисијата. Значи Европската унија и Европската комисија се активни, индиректни партиципиенти во текот на целиот овој процес. И знаете и сами, значи со работните комисии ќе бидат под директно раководење од страна на Европската комисија, на представник на Европската комисија. Секоја работна група, објаснете го малку. Една е работната група која што ќе работи на повеќе области. Да. Значи секој од политичките партии потписници на овој договор партиципира со двојца членови во работна група и ги велиме работни групи бидејќи се 4 партии и кои што ќе ги обработуваат област по област. Значи во главата 20 и 24 ги имате состојбите во судството и правосудството општо. Ги имате состојбите во државната администрација, неоправданите или вработувањата каде што евидентно се нарушува мериторинг системот за вработување, туку се превземаат некои сосема други. Вредносниот систем. Добро. Така што односно системот состојбата во медиумите, состојбата со човековите права, со човековите слободи кои што се предвидени и во вторинскиот договор како делови од главите 20. Колку луѓе од Европската комисија би имало во тие подгрупи? И заедно ли би работеле на реформите? Во различните области кои што ќе бидат опфатени, договорено и разговарано да партиципираат покрај политичките партии и партиски, меѓутоа и надворешни независни, па и европски експерти со цел да биде постигнат. Но не се знае точната бројка. Адхок ќе бидат носени решенијата во зависност од потребата која што ќе се појави во текот на разговорите. Добро, една од слабостите за која се коментира, можеби не е слабост, вие се ќе објасните, ќе кажете вашиот став. Како ќе функционира, например, министерот за внатрешни работи? Тој ќе биде именуван од страна на СДСМ, но ќе биде надгледуван од заменик министерот од страна на ВМРО со право на вето. Значи тоа прашање најверојатно ќе треба да биде регулирано со посебен закон, бидејќи ингеренциите на замениците министри се веќе дефинирани во законот за влада. Тие одредби се однесуваат на прашањата кои што може да засегнат во изборите, односно во правото, изборното право, и каде што тука ќе биде строго дефинирани, да речем, моментите каде што замениците министри може да ставаат вето на одлуката на министерот за да се имплементира. Еве избирачкиот список, кој би го работил избирачкиот? Државната изборна комисија е една од работите каде што има сериозни. Ќе има реформа таму. Да. Значи приоритетите согласно и вториот договор, меѓутоа и согласно извештајот на Приве, се во оние органи и тела кои што би требало да бидат независни и да контролираат работата пред се на власта. Значи тука ги споменувам антикорупцијската комисија, агенцијата за медиуми, поранешен Совет за радиодифузија, Бирото за јавна безбедност како дел од Министерството за внатрешни работи треба да биде предмет на персонални решенија дадени од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Јавни набавки не? Бирото за јавни набавки не, бидејќи во јавните набавки произлегуваат од секој министерство. Овие се 4 или 5 министерства кои што сите се согласуваме дека се оние каде што може да се вршат најголемите девијации, најголемите девијации во текот на предизборниот ден, во самиот изборен процес се случуваат токму во овие министерства. Управата за јавни приходи како една од институциите преку кои што јавноста беше сведок, Македонската радиотелевизија. Јавниот обвинител го заборавивте. Македонската, јас не го заборавив. Груевски не сакаше да се најде во договорот, тоа е друго прашање. Значи Македонската радиотелевизија како јавен сервис каде што треба да се претрпи и персонални измени во однос на менаџерскиот тим и во однос на уредувачката. Значи во сите овие институции кои ги наброевте би требало да се разбира независни, ќе има промени.
Тие промени Треба да има се промени нотирани во овој не се бидејќи се дел од извештајот на Прибе и дел од препораките И се подразбира дека треба да бидат добро. завршени во меѓувреме, со тоа што треба да се додефинира позицијата на Државната изборна комисија, особено во однос на Министерството за внатрешни работи и Заводот за статистика, бидејќи тие два органа се органи кои што треба да служат на Државната изборна комисија со цел да Државната изборна комисија располага со вистински податоци за избирачкиот список. Во пракса досега се случуваше дека никој од раководителите, сами се свесни, Јанкуловска имаше во една од бомбите објавено, ми пуштија барање, ќе им одговорам некогаш, значи ќе мора стрикно да се договорат тука одговорностите на раководните кадри во Министерството и во Заводот за статистика и концепцијски се размислува да опозицијата го превземе фактичкото мнозинство во Државната изборна комисија, бидејќи како што знаете до сега опозицијата го има председател, меѓутоа фактичкото мнозинство го држи позицијата. Два представници на ВМРО, ДПМН и два на ДУИ. Да. Што значи тоа околу избирачките списоци? Некои велат дека може да биде објаснато тоа и чистување на избирачките списоци всушност како еден вид попис. Имате ли на вистина армија луѓе кои тоа би го спровеле? Значи, една дилема што мислам многу погрешно се струи низ јавност. Тоа е дека не можеме да имаме избори без попис. Да, е возможно е се разбира, е возможно. Сакам да ја направиме разликата помеѓу избирачкиот список и попис. Во пописот се евидентира граѓаните кои што се во точно определен критичен датум живеат во Република Македонија со еден период наназад, мислам дека е 6 месеци до една година. Но тоа не значи дека се офатени сите граѓани имаат право да гласаат. Право на глас имаат сите носители на македонско државјанство, без оглед каде е нивното место на живење. Она што е направена до сега разлика е оние кои што се иселени треба да бидат влезени во посебен избирачки список и оние кои што де факто живеат тука треба да бидат овде. Се јавува една голема дискрепанца во бројките која што треба да биде констатирана. Механизмите, начините и методологијата како тоа ќе биде завршено се предмет на работа и на анализа. Инаку да, може потенцијално и постојната ситуација не прејудицирам никакво решение, бидејќи тоа се уште отворени прашања за кои што не сме почнали да дискутираме. Тоа се прави преку така наречена теренска проверка на избирачкиот список, каде што Државната изборна комисија преку лица кои што ќе ги номинира, дали тоа ќе бидат вработени во МВР, дали во државната управа, дали со представници на политички партии. Но би требало да бидат независни, непартиски да влезат и да констатираат дали во еден стан има пријавено 50 луѓе во 30 квадрати, за да се кои живеат во пустец, се разбира, но се пријавени во центар. И кој што има таков тип на аномалии, дали е еден влез кој што де факто не постои запишан во избирачкиот список и на него се наоѓаат таквите аномалии, може само преку теренска. Колку време ќе треба? Се чини дека имате премалку време, а преголеми амбиции. Односно бевте принудени да подпишете нешто што е невозможно, колку време ви останува? Значи Ако од октомври влезат во фотелја, ако седнат во фотелја овие луѓе министри. Да, ама Државната изборна комисија не е ингеренција на било кој од министрите што ќе седнат во фотелјите. Државната изборна комисија е прашање кое што може и би требало да се заврши до крајот на летово со цел невозможни се обструкции со цел да дојдеме сите до една состојба каде што ќе констатираме заеднички дека имаме минимум услови за фер и демократски услови. Во Република Македонија години назад немаме минимум услови за фер и нормален демократски напредок. Добро, јас ме прашам како ќе постигнете, велите дека ако постојано ви прават обструкции, на почетокот на интервјуто говоревте за политичка волја и дека се сомневате. Значи, дали тие ќе бидат надгледувани од странците? ДИК. Она кое што сакам на целата јавност да биде јасно, раководството и Социјалдемократскиот сојуз, општо и коалиционите партнери. Не сме спремни да правиме компромиси околу било каков тип на прекршување на овој договор, бидејќи овој договор мора да се испочитува за да кажеме сите да сега имаме шанса. Ако некој си го лаже умот дека може да манипулира со овој договор, да го носи него на граница на исполнување или неисполнување со цел
Ајде да не го разговараме тој момент. Пак кажувам, се наоѓаме колку? Неполни 2 дена после потпишувањето на договорот, се уште сакаме да му даеме шанса на договорот. Да не во старт овој договор го оценуваме на ваков или на онаков начин. Допрва треба да заживее, допрва треба да се имплементираат обврските од тој договор со цел да почнат да се движат работите. Добро. Рековте јавен обвинител, тоа прашање воопшто не сакал Груевски да биде поставено на маса, односно не сакал да влезе воопшто во дискусија, да преговара. Што значи тоа? Кои беа неговите аргументи? Па не, аргументите на ВМРО-ДПМН беа дека јавното обвинителство е независен орган, веќе е дефиниран со своји ингеренции, законски ингеренции. Меѓутоа, фактот дека во токму извештајот на Прибе, значи тоа пазете, извештајот на Прибе е таков што ја отсликува, тука мислам дека сме сите согласни, барем демократската јавност во Македонија. Дава еден во голем дел објективен приказ на состојбите и во македонската држава и институции и во македонското општество. И тука немаме простор за импровизација, бидејќи во самиот извештај се кажува дека начинот на кој што е организирано, раководено и на начинот на кој што работи државното јавно обвинителство и обвинителство, бидејќи таму Но немаме ново обвинителство. Хиерархиска поставеност, што е трагедија за Република Македонија, дека тој орган нема капацитет, нема ниту минимум волја да на било каков начин расчисти со сериозните индиции за криминални дејанија. Говориме за прислушкувањето. Говориме за аферите од прислушувањето. Значи тоа е во И фокусот е на апсолутно странците. и е апсолутно селективен во постапувањето. И тоа се апсурдите за кои што ние сме говорели. И токму заради тоа ќе биде именуван специјален јавен обвинител со целосна автономија да ја води, да ги води всушност истрагите кои се однесуваат на пресретнување комуникациите, односно на бомбите на Заев. Значи тоа ќе биде јавен обвинител кој што со ништо нема да зависи од Марко Зврлевски. Да, за жива среќа. јасно. Кој ќе го именува него? Тој треба да биде усогласено решение од Како ќе се договорите? Па ќе се договориме. Ајде да му даеме шанса на договорот, еве го, тоа е толку брзо и тоа е првата точка. Значи, ако ги пратите датумите што се во имате на ум веќе некои имиња. Секој од нас веројатно. Дали странците ќе седнат во оној момент кога ќе седнете на маса, на преговарачка маса да договорите еве специјален обвинител на пример? Значи, или министер за внатрешни? Европската комисија и Соединетите американски држави се цело време присутни и во постапката за донесување на договорот, меѓутоа ќе бидат присутни во постапката и во постапката на имплементација. Што ќе се случи ако ве притиснат за некое име за кое воопшто не се согласувате? Не може да дојде таква работа. Добро. Добро. И сега како јавниот обвинител надлежен за бомбите на Заев, за лентите за прислушкување ќе работи? Повторно ве враќаме на онаа ситуација со министерот за внатрешни, односно тој што раководи со МВР, а во меѓувреме имате заменик министер на МВР номиниран од ВМРО-ДПМН. Возможно ли е да се работи на тој начин? Со човек што би можел да стави вето? Значи не може да стави вето на истрага. Истрагата не е дел од на делови од истрагата за кои ќе рече дека ги отфрла. Да, ама не се дел од изборното законодавство. Ветото се однесува исклучиво на деловите кои што може да влијаат врз слободното формирање на волјата на граѓаните за денот на гласањето. Инаку, колку за една информација, девијациите во нашата држава и во нашите размислувања за жал се до таа мера што не заради сериозното изместување на ингеренциите на полицијата во изминатиот период раководен од Гордана Јанкуловска. И кај јавноста и кај нас се стекнува впечаток дека полицијата е орободецот во истрагите. Согласно закон. За жал, постојано во јавно обвинителство тоа го има прифатено. Согласно законот. Јавниот обвинител е тој кој што ја води истрагата. Води истрагата и дава налози. Овој специјален обвинител ќе има можност да и нареди на полицијата да спроведе определени действија.
Неспроведувањето на наредба на јавен обвинител е кривично дело. Па сега, А обструкции, како ќе дознаете ако се прават некои обструкции? се даваат определени рокови, таму влегува цела екипа. Значи МВР не е ништо освен сервис на јавното обвинителство. Таму може да влезе цела екипа и да даде задолженија не само на Министерството за внатрешни работи да преземе определени действија, туку и на било кој друг државен орган да му нареди да бидат Добро, определени. и откако ќе бидат процесуирани еве во суд, како ќе го да смените тогаш менталната матрица на судиите? Значи, менталната матрица на судиите, оваа власт ја смени под притисок на стравот. Сметате дека сушно стравот е клучен? Да, клучен момент. И единствен проблем? Веројатно, еден од најголемите. Не, значи, и во минатото, барем јас лично и ние како Социјалдемократски сојуз сме кажували. Бомбите запиша и коруптивни дејства од страна на власта. Сме кажале, во рамките на државните институции на Република Македонија се уште постојат доволно квалитетни, добри професионалци луѓе, кои што, ако им биде дадена шанса, може да бидат фактички луѓето кои што ќе направат обновување на тие институции, вклучително и судството. Значи, не можеме да зборуваме генерално за сите судии дека се под како нестручни или дека се корумпирани. Мислам, тоа е навистина нефер. Јас како адвокат познавам прекрасни луѓе, прекрасни судии. Не сме да се генерализира. Кои што, меѓутоа, методологијата и начинот на владење на Груевски, груевизмот како појава, на тие луѓе им ја ускратува можноста да слободно ја работат својата професионална работа. Добро. Кога ќе го срушиме тој мит од ден на ден се повеќе се руши. И кога луѓето ќе видат дека навистина вреди да се почитува законот, зборувам за судиите. Да. Меѓу нас, кажано, веќе постојат судии кои се јавуваат и кои што кажуваат дека се спремни да ги судат носителите на власт. Добро, велите да се сруши само да им биде дадена навистина фер шанса. Да. Велите да се сруши митот за Груевски и како вели договорот, тој ќе влезе во фотелјата премиерска, ќе ја преземе функцијата кога? На 15 јануари 2016, 100 дена пред парламентарните избори. Што значи тоа? Точно на 15 јануари паѓа Груевски? Не. Тој би паднал еден месец предходно. Значи, би паднал барем еден месец. Оптималниот период кога Груевски ќе ја поднесе оставката, и ова сакам да го потенцирам, Никола Груевски ќе поднесе оставка од позицијата председател на владата на Република Македонија. И може он да си ги билда своите членови, симпатизери, може да ја замајува јавноста. Дека ќе даде оставка. Меѓутоа, во неговата изјава веднаш после подпишувањето на овој договор, он кажа дека нема да поднесе оставка и сведоци сме дека луѓето имаат дилема и Никола Груевски нема да даде оставка. Па можеби нема да даде оставка. Како ќе го натирате да даде оставка? Во целиот овој процес, што трае повеќе од половина година, наречен проект Вистината за Македонија, Никола Груевски излиза се што поплюка пред јавноста. Ке бе вратам, некаде во јануари месец. Во јануари месец Никола Груевски тврдеше дека во Република Македонија воопшто немаме политичка криза. Второто тврдење му беше дека народот го дава мандатот и дека тој нема намера да го прекине. Дека материјалите што ги презентираше Социјалдемократскиот сојуз на јавноста се материјали кои што се креирани, монтирани, сечени, лепени и дека се вадени од контекст и дека за нив нема да биде понесена одговорност. Во соопштението до извршниот комитет на ВМРО ДПМН на 9.7, денеска сме 15, пред само 6 дена, договорот е подпишан на 13. Изјави дека нема да има промена на премиерот. Извршниот комитет кажа дека за ВМРО ДПМН и за Никола Груевски е неприфатливо да биде поднесена оставка и дека нема да има ниту еден министер сменен. И сега ме враќа. Тука е потписот на Груевски. Сега би ве вратил само да си ја довршам мислата. Добро. Значи, тоа беа тврдењата на Никола Груевски. Во меѓувреме констатиравме сите дека Македонија постои длабока политичка криза, да не речам и државна криза. Констатиравме дека Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски и лицето што гласно името не можеше да му се изговори, братучедот Сашо Мјалков, поднесоа оставки заради одговорност. Констатиравме дека Никола Груевски нема да го истера цел мандат, туку ќе биде сменет на предвремени парламентарни избори и констатира странските служби се веќе приказка што мислам дека ни врапчињата на покоен Митко, пратеник од првиот состав на ВМРО, не ја зборуваат. И Никола Груевски
си смени министри во владата и ќе си поднесе оставка. Добро, и тука е неговиот подпис дека тој мора да поднесе оставка, што значи тоа 1 месец пред 100 дена. Тоа значи во периодот оптималниот период е 45 до 30 до 45 дена, имајќи во предвид уставните решенија, правото на председателот. Груевски заминува пред нова година. Пред нова година, добро. Така што тоа е факт. Добро. И сега прашањето, добро, како се согласи да го подпише ова Груевски? Тоа ќе треба него да го прашате, ако дозволи. Како изгледаше? Како изгледаат преговорите? Значи, тоа ќе треба да го прашате Никола Груевски, ако воопшто некогаш дозволи некој новинар да му приде, вие сте сведок на тоа како изгледа. Не, како се согласил, тоа јас не можам да знам. Добро, кои беа вашите реакции, кои беа неговите? Преговорите беа тешки, мачни, знаете и сами, долготрајни, во добар дел не би сакал, значи, и не е во ред да зборуваме за детали од тие преговори и разговори, меѓутоа во добар дел беа посветени токму на моментот на оставката на Никола Груевски и усогласувањето на решението за специјалниот јавен обвинител. Ајде, околу оставката на Груевски веќе ја констатиравме, тој ставил веќе подпис, но прашањето е следно, зошто вие ставивте подпис на новиот премиер, според договорот, номиниран од ВМРО-ДПМНЕ? Кој што нема да биде, кој што ќе би требало да биде лице кое што нема да е компрометирано со објавените материјали во бомбите на социјалдемократија. Самиот Илија Димовски кажа вчера дека нема да биде функционер ниту во пратеничката листа како парламентарец, ниту министер, ниту пак некоја висока јавна функција. Тоа беше неговата изјава. Тоа е правото на Но зошто вие на ова се согласите? Значи, се е предмет на договор. На крајот на денот на било каков конфликт, во било каков конфликт треба да седнете на маса и да договорите. Зошто вие не важен? Имаше некоја дилема во јавноста дали со подпишувањето и со влегувањето на парламентарната група на Социјалдемократскиот сојуз во парламентот, ние не ги признаваме резултатите. Да. Значи, ако сме прецизни за волја на вистината, Социјалдемократскиот сојуз при отпочнувањето на овој процес даде ветување и го исполни по нашите ведувања и мислам дека тука немаме дилема, дека Никола Груевски нема да ја предводи владата што ќе ги организира предвремените парламентарни избори. И Никола Груевски е човек кој што никогаш веќе нема да биде организатор, односно председател на влада. Ајде одговорете ми сега на прашањето. Тоа ме интересира. Политичката. Не важна ли ви е вас премиерската функција? Зошто дозволивте да биде номинирана? Не, меѓутоа политичката реалност во Република Македонија, за жал, после оние украдени парламентарни избори во 2014 е таква. Бидејќи немаше елементарни услови да се постигне согласно за техничка влада. Моравме да одиме на варијантата да се изготви политичка влада. Во такви услови, согласно моменталната констелација во македонскиот парламент, тоа е право на ВМРО-ДПМНЕ. Да, и покрај тоа што не ги признавате. Не, меѓутоа, знаете, мораме да го решиме. Ние кажавме, ние во парламентот ќе се вратиме само за да биде изгласана преводната влада која што ќе ги организира следните избори. А таа влада нема да биде раководена од Никола Груевски. Добро, што ќе се случеше ако делови од овој, заради тоа што има слабости, претпоставам дека и свесен сте за тоа. Ако не го подпишавте, што ќе се случеше? Освен подлабока политичка. Ќе беше подлабока политичката криза во Република Македонија. Кои се опасностите? Она што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија цело време се обидува е со нашиот ангажман да придонесеме, верувам после изборите во април следната година, и да го менаџираме процесот на доловување на европските вредности и квалитети во секојдневното живење на македонските граѓани. Таа работа беше работа со која што не сакаме да манипулираме, да се играме и нити имаме намера да ја уништиме евроатлантската перспектива на Република. Значи ова е најдоброто нешто што можеше да се добие. Најдоброто нешто има концесии преголеми за народ, за Груевски. Најдоброто нешто што можеше да се добие во Република Македонија да не се најде во ваква положба во која што сме заради... Но реалноста, политичката реалност вели дека е подпишан ваков. Подпишан е договорот затоа што сметаме дека со имплементација на препараките на Приве и овие елементарни поделби во власта има фер шанса за минимум услови
Да. Се уште не велиме дека се создадени услови, нити можеме да предвидиме дали ќе бидат создадени услови. Меѓутоа, има фер шанса да создадеме минимум услови да граѓаните на Република Македонија Но се доколку изразат слободно. не функционира Многу овој лесно ќе се процес- лоцира, многу лесно ќе се лоцира кривецот за процесот, Да. кој што веројатно ќе биде ќе се ги сноси Последиците? политички за непочитувањето на одредбите на овој договор. Тоа е кажано од страна на странците? Па Дека тоа некој ќе сноси политички последици? мислам дека на сите ни е тоа повеќе од јасно. Она што исто така, значи ајде да ги забораваме странците за момент. Она Тие што се неопходни. О, не, Без нив немаше да се случи договор. Ива, она што сакам да го кажам е дека ние како опозиција, вие како новинари, невладиниот сектор, граѓанските здруженија, секој граѓанин поединец треба да биде надзорот на имплементацијата на овој договор со цел да падне овој режим во Република Македонија, за да може да имаме еден минимум достоинствен живот во нашата држава. Околу вашата најава или најавата на Заев, веќе бомби нема да бидат пуштани, фрлани од страна на СДСМ и големото разочарување, ако се сетиме на најавата, барем за Мострум, за Смилковско езеро, разочарување големо би рекла сепак од страна на албанската јавност, интелектуалната интелигенцијата, тука ги вклучувам новинарите и останатата интелектуална елита. Премногу опасно ли беше да се пушти таа снимка? Не, и не гледам зашто воопшто некој би бил разочаран. Прашањето што ги опативме Такви изјави имаше постојано, беше Заев повикуван јавно да ги пушти. Има изјави од поединци, меѓутоа прашањето што ги опативме во проектот Вистината за Македонија, 38-9 бомби кои што беа испукани, ќе го кажеме, материјали кои што беа обелоденети за коруптивност и за криминалниот карактер на Никола Груевски и неговата врхушка, се проблеми на сите граѓани на Република Македонија. Зошто мислите дека проблемот за, што знам, потенцијално договорена провизија, што е дел од кредитот за изградба на аутопатишта, што е 30 на милиони евра, не ги засега подеднакво и македонците и албанците? Кога се задире во меѓуетничките односи и можноста за тензии, не сакавме, за конфликти... значи да се разбереме. Сите материјали кои што ги имаме, во моментот кога ќе биде бидат избран, процесуирани, ќе бидат процесуирани и позади Да. тоа стоиме во целост, ама совршено во целост. Она што досега сме го зборувале, мислам дека тој тип на искреност, тој тип на приот на раководството на Социјалдемократскиот сојуз е препознатливо веќе во јавноста. Добро. Немаме што да се криеме, нити имаме намера било што да криеме. Добро, и последното прашање е доколку дојде до обструкција од страна на владеачката, односно мнозинството, владеачкото мнозинство во парламентот, можно ли е создавање на ново? Затоа се шпекулира ново парламентарно мнозинство. Не, ајде, вие го нарекувате шпекулација, значи не би шпекулирал околу шпекулациите. Шпекулацијата не е негативен термин. Значи, да, договорот е 2 дена стар. Да му даеме можност да заживее. Не е добро за Република Македонија овој договор да не биде имплементиран во целост и она што странците го велат, имате и одредба во договорот со добра волја од сите договорни страни. Сепак прерано е да воопшто го критикуваме договорот, бидејќи истиот... Не го критикувам воопшто. Во оваа смисла, што зборуваме... Односно треба да се критикува и го критикува. Ајде да не ги предвидуваме. Со ова прашање не го критикувам. Ајде да не го предвидуваме, да не предвидуваме дебакал на договорот, бидејќи на вистина... Па и ново парламентарно мнозинство би го изгласало договорот. На вистина мислам дека треба да сите потписници посветено работат на имплементација на овој договор и на препораките од Прибе. Велите дека и Груевски посветено би работил, иако би бил под закана... Груевски нема да работи посветено, меѓутоа ќе работи притиснат од вистината и притиснат од реалноста, притиснат од препораките од Прибе. Значи, препораки за имплементација на извештајот. Не би биле одговорни онолку колку што сме, а навистина се одговорни луѓе, во колку нема или не постои варијанта
која што би била субституција на овој договор, меѓутоа на вистина е неблагодарно и нефер да зборуваме за тие работи. Да. Добро, јас благодарам што бевте. Благодарам и вам.